2 часа по затворањето на избирачките места, во Чаир започна прославата. Поддржувачи и членови на партијата се собраа на плоштадот Скиндербек и со скандирања, огномети и музика ја прославуваа победата на Изет Меджити над Бујар Османи. Дуи Ахмети кои што се залагаа за легитимитет, да им честитам за победата во Пласница. Додека во другите општини убедливо води Блен, тука сме во Чаир да ја прогласиме убедливата победа уште во првиот круг и сакам да се им заблагодарам на сите граѓани, на сите гласачи, на сите активисти, на Форум на жени, Форум на млади, до сите заедници, но битката беше за легитимитет. Тие посакуваа да се мериме уште еднаш во Чаир и Тетово и во Чаир и Тетово убедлива победата на Влен. Штабот на Дуи синоќа брзо беше затворен, без пресконференција на Османи, но тој во обраќање на социјалните мрежи му ја честиташе победата на Меджити, нагласувајќи дека граѓаните го имаат последниот збор во политиката. Иако кампањата не беше фер ниту законита во секој аспект, не сакам да се жалам зашто искреноста и вредностите имаат смисла само ако ги задржите во вакви ситуации. Освен во Чаир, вреди доби градоначалници во првиот круг уште и во Арачиново, Жилино, Сарај и Теарце. Иако победа синоќа прогласи и Билал Касами во Тетово, таму сепак ќе има втор круг, во кој актуелниот градоначалник влегува со предност од околу 4000 гласови. Додека Вреди славеше, Националната алијанса за интеграција апелираше на трпение. Портпаролот на партијата Арбер Адеми соопшти дека Дуи имаат градоначалник уште во прв круг, во Гостивар, Липково, Чашка и Пласница. Уште од првиот круг надпреварот е завршен. Имаме нови градоначалници од наши редови, од редовите на Националната алијанса за интеграција во следните општини: во Гостивар, во Липково, во Чешка, во Пласница. Дозволете да истакнам дека во Врапчиште сме апсолутен победник, но поради бојкотот од страна на ВМРО, ДПМН и на Вреди не е обезбеден цензус од најмалку 1/3 од гласачите што треба да излезат и тука ќе има повторување на изборите. Освен во Титово, кандидатите на Вреди и на Националната алијанса за интеграција во вториот круг ќе се соочат и во Струга. Во Кичево и Долнени кандидатите на Дуи ќе се соочат со кандидатите на ВМРО ДПМН, а во Брвиница пак битка ќе има меѓу кандидатите на владините коалициони партнери ВМРО ДПМН и Вреди.